Почитувани граѓани, почитувани медиуми, истрагата за случајот Рекет е целосно компрометирана и девалвирана. На ден 22 јуни 2017 година Фросина Ременски беше промовирана како почесен претседател на Меѓународниот сојуз. На истата таа промоција, истата Фросина Ременски рече, цитирам: "Јас ќе искористам максимално функцијата во лобирање и влијање, etc." Прашањето на кое не одговори денес Фросина Ременски е следното: зашто ја искористила својата функција изминативе 2 години како потпредседател на Собрание на Република Македонија и потпредседател на СДСМ, а во насока на влијание и лобирање за потребите на Меѓународниот сојуз? Зашто влијаела и зашто лобирала онаму каде што можела? Гледаме дека стратегиите и проектите на Боки 13 со сите инволвирани во Меѓународниот сојуз биле со единствена намера да рекетираат. Почитувани, дали Фросина Ременски учествувала во смислувањето на тие проекти за рекет на Боки 13? Пари во Меѓународниот сојуз има милиони, резултати и проекти нема. Парите извадени од сметка нормално. Дали тоа се парите за кои влијаела максимално и лобирала Фросина Ременски и каде завршили истите пари дадени од бизнисмените, најверојатно како рекет? Изминативе 2 години, логично е да се поднесени 2 завршни сметки за работата на Меѓународниот сојуз за 2017 и 2018 година. Така да, дали Фросина Ременски не знае и не учествувала во финансиските извештаи, каде што е почесен претседател, зашто и како се потрошени или извадени парите дадени од бизнисмените на Меѓународниот сојуз? Просто невозможно и неверојатно да не знае и да не е запознаена. Фросина Ременски, дента, кога ја прогласија за почесен претседател, призна дека има долгогодишна координација и комуникација со Боки 13 за проекти и стратегии и за натамошно функционирање. При тоа, потенцирајќи дека таа ќе се ангажира и ќе влијае и ќе лобира онаму каде што може. Очигледно е дека целата фарса од истрагата за случајот Рекет е единствено целиот случај да се развлече и на крај нормално се забошоти да остане така како што е во моментов. Очигледно дека единствена обврска на Вилма Русковска е да се заштити криминалот на врвот на СДСМ и Заев инволвирани во случајот Рекет, а целиот случај да се сведе само на Боки 13, за кој целата држава знае дека не може и не е способен да го направи целиот овој рекет сам. Почитувани, одговорност има за сите, веднаш откако ќе падне оваа криминално рекетарска власт на СДСМ. Веднаш потоа ќе следи обнова на Македонија и ќе нема повеќе место во политиката за вакви криминалци од највисок ранг. Благодарам.